За поранешниот прв вице-премиер Артан Груби останува на сила мерката домашен притвор откако истече законскиот рок од 72 часа во кој до кривичниот суд не пристигнале жалби. Неговиот адвокат и денеска врши увид во доказите за случајот Државна лотарија во кој Груби е второосомничен за проневера во службата. А според информациите тој ќе даде исказ пред обвинител откако ќе заврши увидот. Министерот за правда Игор Филков и денеска остана на ставот дека Советот на јавните обвинители и Судскиот совет треба да утврдат дали има одговорност кај обвинителот и судијата и покрај тоа што од двете тела најавија дека не гледаат причина да свикуваат итни седници. Апсолутно останувам на истиот став што го кажав пред 2 дена. До последен збор и очекувам одговорност. Премиерот Христијан Мицкоски синоќа во ТВ гостување рече дека поради доверливоста на информациите не може да каже какви се податоците што ги имаат АНБ и МВР, кои обвинителството ги посочи како клучни за нивното барање на Груби затворскиот да му биде заменет со домашен притвор. Од опозицијската СДСМ и денеска обвинија за однапред смислено сценарио, а од ВМРО ДПМН пак вела дека опозицијската партија намерно го премолчила прашањето за Груби на вчерашните собраниски пратенички прашања. Сега излегуваат информации дека странски служби јавиле, и тоа уште пред 1 година, и дека безбедносната проценка воопшто не била направена од страна на АНБ и Министерството за внатрешни работи. Само не кажа која, дали српска или руска странска служба. Или неговите лаги почна да ги третира како класифицирани. Циркус. Ниту едно пратеничко прашање од страна на СДС кон членовите на владата за Артан Груби. А толку беа гласни изминативе 3 дена со измислување на десетина тези за кои народот секако не им поверува. Но вистината, почитувани, полека, но сигурно излегува на површина. Стравот од можните искази на Артан Груби за криминалите на поранешната власт на СДС и ДУИ очигледно го притисна паник тастерот во Бихачка. Од СДСМ подоцна преку соопштение одговорија дека немало потреба од пратеничко прашање. Нема зошто да прашуваме за Груби кога се знае. Ние знаеме се, граѓаните знаат се. Стои во реакцијата на СДСМ.